Светот на музиката, гледан низ уметничка призма, не е индустрија, ниту низа од дигитални датотеки. Тоа е екосистем од вибрации, кој се обидува да му даде форма на она кое секојдневниот јазик не може да го именува. Музиката е во својата суштина скулптура на времето. Додека архитектот работи со каменот и просторот, музичарот работи со воздухот и меморијата. Во свет обседнат со податоци и објаснувања, музиката станува едно од последните прибежишта во мистеријата. Рихард Вагнер рекол: музиката почнува таму каде што завршува моќта на зборовите. Модерниот уметник не бара само аплауз, туку оној момент на суспензија во кој публиката заборава која е и се претопува со фреквенцијата на салата. Тоа е потрагата по возвишеното. Она кое е толку убаво што за момент станува речиси неподносливо. Од оваа перспектива, да се биде музичар денес, значи да се биде преведувач на неизречливото. Тоа е преземање на хаосот од надворешниот свет и негово филтрирање низ сензибилноста, за да се врати претворен во ред, убавина или барем во заедничка утеха. Денес ке се дружиме со Јана Андреевска, првата македонска композиторка и една од најмногу изведуваните македонски автори. Јана, добре дојде во Трафик. Добре најдов, здраво. Заврши класична гимназија, но и средно музичко училиште на одсекот пијано и нагласуваш дека беше подучувана од Стела Слејанска, која, како што велише, првата што го поттикнала твојот поттик за твојот интерес за композиција и музичка анализа. Што ќе ни кажеш за првите почетоци во музиката? Првите почетоци беа многу рано. Уште не бев тргнала на училиште. Одев заедно со брат ми, тој одеше во музичко и ме носеа, зашто нема што друго да ми прават, нели? Ме носеа со него и покрај него јас почнав, полека неговата професорка почна да ми држи мене часови. И така што многу рано почнав, но потоа имав една криза околу четврто деление, така веќе не сакав да продолжам. И тука одигра многу важна улога мојата професорка, ова што ја спомнувате, Стела Слејанска, бидејќи беше пријателка со мајка ми, ме имаше слушнато на некој надпревар, су ми оставила многу впечаток и рече: ова дете не смее да се откаже од пијано. Од музиката воопшто, да. И почна да ми држи такви часови кои што за мене беа фасцинантни, бидејќи беа многу нестандардни. Јас имав некои проблеми со раката, бев многу укочена и од тоа не можев да вкочаната и не можев да свирам така како што треба. И таа го спушти капакот на пијаното и почна да ме учи да свирам пијано без дирките. И тоа беше, ми се чини исто така, и првиот вовед за мене во јогата, бидејќи тоа беше всушност некоја јога на пијаното. За многу кратко време почнав да свирам многу комплицирани композиции за таа возраст и многу брзо почнав да напредувам. И кога дојде времето, кога завршив основно училиште, и требаше да се определам каде да одам, јас не сакав да одам во некое средно специализирано училиште, сакав класична гимназија, меѓутоа не можев да се откажам од музиката и се сеќавам. Мајка ми така ми викаше: што ќе правиш, многу да не ти биде напорно, а тогаш имаше можност да се учи паралелно две училишта, средното музичко имаше една посебна паралелка што се викаше, кај што бевме едно 5-6 главно девојчиња бевме по различни гимназии и воедно и главно на клавир.
учевме средно и така ги продолжив двете и матурирав. А инаку секогаш така нешто почнувам, ајде ќе видам колку да пробам, па ако не оди и после ќе го дотуркам до крај. И така, мислам, во текот на таа работа со Стела Слејанска навистина беше вонсеријски педагог. Имаше еден пристап во она што се однесува на композицијата, тоа мислам дека беше главното прашање. Имаше еден пристап со кој што ми ги разоткриваше композиторските идеи во не само она како да се отсвири нешто, не само дали овде форте, овде пијано и така натаму, туку влегуваше во една друга длабочина, ме учеше на анализа и тоа е она што денеска јас го предавам на факултетот, анализа на музичкото дело, така што многу беше значајна во тој поглед. Потоа баш за композиција имав поттик и од постариот колега Гоце Коларовски, кој што исто беше нејзин студент. И така имаше неколку моменти кои што ме поттикнаа да почнам да компонирам и потоа и да бидам примена. Инаку, иницијално ја сакав да студирам ликовна академија. Тоа ќе те прашав, реши да не ја продолжиш кариерата за ликовна академија? Јас не решив, реши судбината. Судбината, така. Сакав, така, уште, што би се рекло, залауфана, со двете средни училишта, сакав да ги студирам и двата факултети, паралелно, бидејќи Димитар Кондовски, тогашен професор, и мојот професор по композиција Томислав Злогравски, разговара што ќе правиме со девојчево, сака двете да ги учи и се договорија дека може. И требаше да бидам примена и на двата факултети, меѓутоа поигра на случајот на ликовна не поминав и имаше така едноставно решив дека не сакам повеќе таму да одам. Кога ќе добиеме некој што откажување, викаме веќе не, таму јас веќе не. Реков, не сакам да студирам тука и си останав само на композиција и мислам дека беше така добро, бидејќи ќе бев премногу растрчана, распрсната на многу страни и можеби ќе останав на површина. Ако зборуваме за стилови, постојат три патишта кога зборуваме за духовното низ историјата. Дела и стилови кои експлицитно ја барале врската меѓу духовното и музиката, нели? Зошто? За да предизвикаат емоции кај слушателот. Јас ги пронедов како аскетизам во грегоријанскиот напев, каде што нели она возвишување вертикално го имаме, мистицизам кај Арво Перт, исцелителна моќ и пантеизмот на Густав Малер, заедништво на со суровата и светла сила на природата. Но, и потоа имаме во барокот контраст и украсување како кај Јохан Себастијан Бах. Во класицизмот имаме јасност, рамнотежа како кај Хајден и во романтизмот имаме изразување на себе си, нели? Романтизмот каков што и е, нели? Барање на своето јас и во импресионизмот доловување на светлината Дебиси. Не споменав за романтизмот, Шопен го имаме таму. Кој е твојот стил? Каде го бараш ти твојот стил? Во кои длабочини ископуваш? Што ти влијаело од сето ова, нели, бидејќи сепак си некој кој го познава си од тој опус на авторите? Сега додека ги набројуваше, вака едно по едно, и си викам добро, тоа. Значи сите. Така? Да. Не можам да кажам дека само едно нешто. Јас ја обожувам музиката на средниот век и на ренесансата. Мислам дека во неа може да се има извор на многу модерни концепти, кои што се уште не се доволно истражени, не се искористени. Барокот апсолутно исто мислам дека го сметам за модерен. Особено барокот на Бах, на Перголези. Да, Перголези. Класицизмот
Има и многу класично во мојата музика, бидејќи сакам јасна структура, сакам јасност на мислата. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека музиката мора да носи и некакви емоции. Секако. Значи, мора да има и рацио, и емоција, и интелект, и нешто примарно, да не речам примално, нели, онака исконско во ритамот и така натаму. Мора да има и светлина. Инстинктивно, нели, да, тоа што ни така доаѓа. што, јас мислам дека тежнеам кон... Не е тоа свесно тежнење, туку мислам дека едноставно сакам да ги уфатам во мојата музика сите тие аспекти и дека помалку или повеќе, во некој помалку, во некој повеќе, можеби некои елементи натежнуваат повеќе, но главно ги сакам сите тие. Сакам да биде и јасно, сакам да биде и едноставно, не сакам многу комплицирани работи. Ала Моцарт, да биде убаво да тече. Да биде баш така, да не е комплицирано, затоа што мислам дека некогаш, особено во музиката на 20-тиот век, има една тенденција работите многу да се представуваат како комплексни, како така. Мислам дека нема потреба од тоа. Најголемата уметност за мене е таа, исто како и уметност на зборовите. Важно е вие со малку зборови да го кажете тоа што го сакате, не 2 сати да гњавите никого, нели? Помалку е повеќе, нели она? Да. За многу традиции, спомена душата, за многу традиции филозофи е битно тоа, нели, душата, односно се смета дека музиката е јазикот на душата што го користиме за да се комуницира со невидливото, и тоа е еден мост на она што сме ние со таа апстрактна, нели, и една сосема друга димензија што е музиката, што не е нешто опипливо. Сега многу често вела дека композиторот, па дури и изведувачот е канал и дека музиката не оди од него, не излегува од него, туку поминува низ него. Мене ме интересира ти како ја чувствуваш музиката во себе, затоа што велиш користиш стилови, имаш влијанија, нормално, затоа што тоа што спомена интелектот е тој што нели прави да пишувам. Интелектот и исто така и се она што сум го слушнала, што сум го слушала долго време, од најрани нозе слушав многу квалитетна музика. Значи не само класика, и народна, и джез, и забавна, меѓутоа добра музика. Така. И кога ќе ви се истенчи така вкусот, потоа немате толеранција за шунт. ништо, не каков шунт, за ништо малку така што натежнува. Инаку, јас во многу композиции сакам да се движам на работ на нешто што е банално, ме привлекува тоа, меѓутоа никогаш да не ја преминам таа граница. И тоа вака ми е како една стилска вежба, да не речам, ама и вежба на самоконтрола и на, нели, една дисциплина. Бидејќи мислам дека убаво е кога тоа само се насетува, ама не се материализира. Да. Инаку, ова што го спомена, композиторскиот процес е многу комплексен. Јас, моите студенти, секогаш инсистирам да го освестат тој процес, бидејќи е многу важно човек да биде свесен што прави во моментот. Каде е? Која му била намерата и дали оди во тој правец или застрани од него, така. Или да речеме да сме свесни како сме дошле до некое решение. Меѓутоа, тоа со студентите го правам за да им ја отворам таа димензија. Меѓутоа, знам дека никогаш тоа 100% не може да се постигне, бидејќи и за некои мои композиции јас можам точно да кажам како настанале, од што сум тргнала, што сум избрала како средство за реализација, и можам целиот процес да го реконструирам. Во други просто не можам. Излегло од тебе. Не, просто излегло од мене, просто не можам, како да било некој сон.
така што ги има и двата, тоа се двете крајности, да има две. Александар Скрјабин имал синестезија, нели, и ја гледал музиката во боја, дури и сакал во изведбата на поема на огнот од Прометеј да има бои, така, да, и така му биле направени по квинти, во бои. Што гледаш ти кога ја слушаш еве музиката, а камоли кога ја компонираш? Што ти минува низ? Има композиции од тие посложените кои што прво ги имам замислено како некаква слика и како некаква линија, како некој цртеж, повеќе би рекла, не е слика масло, туку како некој цртеж, како движење на маса одредена. Таа маса може да има густина, да биде како чад или да биде како маса од лава, од вулкан или така. Мислам, такви некои материи, ако можам нешто да материализирам, така би го материализирала. Има композиции во кои што почнувам само од некој мотив кој што ме инспирира и само гледам како ќе се движи. Каков мотив може да биде? Јас многу ги сакам тие мотиви кои што на другите не им се возбудливи. А тоа затоа ќе те прави посебна, не? Затоа ќе биде музиката препознатлива. Овие последни композиции што беа актуелни деновиве, тие се направени од нешто што постоело во задачите на моите студенти, ама они него ни забележувале. Се рече, јас ќе им речам, а ова тука, тоа ништо, дај ми го мене ако може, јас ќе земам. И така што занаетот и инвенцијата се разбира, не може само со занает, двата се потребни. Од се може да се направи убавина. Од се може да се направи креација, како што една шивачка знае да прекрои одело, да го распара, ќе го искомбинира со друго и ќе направи некој прекрасно, супер модерна креација, така што и во музиката може од се да се направи, само треба да се знае како, со кои средства, да се има вкус и многу други работи се разбира, меѓутоа од се може да се направи нешто. Неизречливото. Постојат расположени екзистенцијални вистини кои зборовите не можат да ги досегнат, нели? Затоа имаме музиката, затоа што стасува онаму каде што зборот ќе се откаже, ќе се повлече и ни дозволува музиката да ги идентификуваме и да ги именуваме и тагата, и среќата, и екстазата или она што е трансцендентално без да употребиме ниту еден збор. Прашањето, зашто ова го кажувам, е дали има тажна и весела музика или имаме само ни една перцепција која што ни е еден вид културолошко и општествено видување и навика во животот. Или е навистина тажно дело? Има различни пристапи. Јас не сум многу склона кон програмската музика. Затоа баш од тие причини, бидејќи мислам дека тоа што може би мене ми е смешно, некому му е трагично. И сега јас однапред да му сугерирам што треба, да кажам овде оваа емоција сум сакала, сега затоа вие тука треба да бидете тажни, некако не сум за тоа. Некако ти ја доживаш, например, Аранхуес се знае дека е тажна. Имаше една, порано сметавме дека се велеше музиката е универзален јазик. И тоа е точно, меѓутоа не на крајот не сосема. На едни работилници во Холандија, еден познат шкотски композитор рече и музиката има различни јазици. Кога слушате нешто од Индија или од Кина, например, вие треба да, за да ја разберете таа музика вистински, треба да ги знаете тие кодови кои што таму во таа музика функционираат. Што означува, значи, ако главната хероина во операта кинеска направи вака, тоа знаат кинезите што значи, ако направи вака, значи, тоа се кодови. И сега, ние се сеќавам јас во една прилика кога бев
на фестивалот во Авињон гледавме една кинеска опера, ништо не разбравме, викам што е ова циу-циу, зашто не ги разбиравме тие кодови. Сега има музика која што се разбира може да функционира вон тие културни социолошки рамки, меѓутоа сепак зависи од контекстот. И зависи од типот на музиката, точно кинеската опера не може ако не им ја разбираш филозофијата. Точни шифри кое што означува и малку да ја мрдне веѓата. Да. Друго кажува, да. Да, еве, јас имам дека на пример најдено од многу ми се допадна ова дека нормално слушаме зошто сме односно зошто има музиката сензибилитет и духовност во себе, затоа што слушаме не само со ушите, туку и со душата. И многу убаво има кажано суфискиот мистик Хазрети на тканете од тие делови, што вели дека кој ја познава тајната на звукот, ја познава мистеријата на целиот универзум. И дека се што ќе видиме во природата придонесува за хармонијата на земјата, па веројатно и во музиката потоа. Јас тука имам едно малку нестандардно видување, воопшто за уметноста, не само за музиката. Има едно гледиште дека уметноста не облагородува, дека не прави похумани и така. Јас мислам дека тоа важи за луѓето што сами по себе се благородни. Точно затоа што Хитлер креирал, нели, сликал. Значи нема жива сила што може да го помести. Тој напротив, можеби на убавите дразби ќе реагира и многу негативно. Значи, сепак ние во себе мора да носиме одреден потенцијал, за да може тој со вистинските дразби да биде покренат. Вистина е тоа дека звукот е најмоćниот. Да. И ние, за жал, не сме свесни колку сите звуци што не обкружуваат влијаат на нашата психа, на нашата душа. Особено во секојдневието сме нападнати од премногу звук. Од премногу звук, и јас мислам дека не е чудо што има и толку болести од одреден тип, зошто одредени болести преовладуваат, затоа што сме навистина изложени на агресија од страна на средината. Тоа е преголемата бука, тоа се таа создава негативна вибрација. Во Шпанија има апсолутно она звучна контаминација која што е многу забранета и кај нив нема да видите нема да видите кафич со пуштена музика, значи мора да биде тоа се изолирано звучно, па да има музика. Клубови никако. Тоа се надевам дека кај нас ќе дојде наскоро, бидејќи ова станува неподносливо, навистина неподносливо, бидејќи ова кај нас е просто едно насилство. Јас немам против тоа секој дома да си слуша што сака и во кафаните да има музика, меѓутоа да не може да се разговара и да не можам јас моето да го слушнам и моите мисли да си ги слушнам затоа што некој сака да се изживува, тоа е, мислам, стварно е само како насилство можам да го... Инаку морам да им кажам на гледачите дека во позадина оди твојата музика, твоите композиции, не знам колку тука не се слуша, јас наслушнувам само, ма ќе се слушне во емисијата. Јана, имаш предавано, нели си професорка на факултетот тука кај нас за музичка уметност, но и бројни работилници во Холандија, САД, Полска, да не ги набројуваме, имаш работено со еминентни композитори од цел свет, истражувачки стипендии, предавања од Кралски академии, факултетот Аризона во Америка, што друго, Универзитетот Јашар во Измир и еден ред други места. Ме интересира колку ти е важни ти се сигурно, ама колку е тоа интересно, возбудливо за тебе да отидеш и да го пренесеш своето знаење и на други луѓе и на други места. На таа возраст, кога бев многу активна на тоа поле, ми беше многу важно. Тоа ми беше еден, се разбира, еден начин да се и себе си да се потврдам, и пред себе, да се проверам повеќе, да речам. Особено тие студиски престои многу ми значеа кога уште бев релативно помлада.
и во некоја смисла и несигурна, и не знаев нели со факултет завршен овде во Скопје, овде сум магистрирала кај истиот професор, и така, мислам, одев на некои летни курсеви и така, меѓутоа, друго е кога ќе излезете некаде подалеку и кога ќе видите всушност дека тоа што го знаете, не само што е доволно, туку сега да не речам може вода да ви носат, меѓутоа од сите тие средини јас си заминав со едно чувство, мислам ме испраќа со една желба повторно да дојдам, со изјави дека со мојот престој сум им го покачила нивните критериуми, сум ги покачила, дека сакаат да имаат таков човек во таа средина и така натаму. И тоа е голема сатисфакција, затоа што ние овде се сметаме за провинција, ние не имаме некоја, нели, не сме Париз, не сме Лондон и така. Тоа што значи дека ако јас и тоа им го кажувам на моите студенти, ако човек сака нешто да научи, од него зависи. Зашто тогаш имаме нови композитори малку? Јас не сум... Напротив, мислам дека има... Ама сега... Има многу повеќе отколку што имаше во времето кога јас студирав. Значи, на времето, колегата што беше пред мене беше Гоце Коларовски, кој беше 8 години постар од мене, и потоа наеднаш се запишавме на факултетот на композиција, јас, Мирослав Спасов и Сладјана Кавај, тројца наеднаш, така случајно. И потоа по нас помина едно 3 години кога дојдоа следните, и така имаше години со многу паузи. И како поминува годините, се почесто и почесто се запишува, така што сега има доста композитори, мислам дека искрено како за ова мало парче земја, дури можеби и премногу ги има. Меѓутоа, знаете како, некој ќе заврши, па нема да се бави после со композиција или ќе стане професор или така, па добро, не мора сите да. Има и некои што не завршуваат композиција, кои што сами си се определуваат самоуки. Александар Пеовски е таков пример, одличен композитор, кој што не студирал композиција. Ама го бива. Го бива, ама учел. Мислам, не го бива, не е останал само на тоа што го бива, туку има нешто што се вика автодидактика, нели, сам се образува човек. И така што тоа е, мислам, главниот критериум и во Скопје, и во Куманово да сте, ако сакате да научите, па денеска особено има многу можности, ќе го научите тоа што треба да... Кога зборуваме за твоите дела, изведувани се и снимени и од тебе самата, нели? Изведувани се во Македонска филхармонија, разноразни ансамбли, сега јас не можеме да ги наброиме сите. Камерниот оркестар на Македонската телевизија, нели? Алеја, Контемпора, Димов, Телавивскиот саксофонски квартет. Какво е чувството кога ќе седнеш и ќе го слушаш тоа како автор на таа музика од рацете на некого друг, нели? Или други? Има различни искуства, има прекрасни искуства и има некогаш и многу разочарувачки. Тоа ќе ми беше второто прашање, што кога ќе ти ја утна темата, кога ќе утна? Има и многу разочарувачки. Имало ситуации кога ми доаѓало да пропаднам во земја, го слушам и тоа нема врска со моето дело. И си викам, земјо, отвори се, ако може да ме снема сега, да не постојам, не е убаво да го повторувам. Меѓутоа, буквално такво едно чувство, што барам јас тука, ако може дај да си одам, да ме нема. А треба да излезам после тоа, нели, сите ќе речат тој композитор кога се не, страшно. Страшно, меѓутоа имало и прекрасни искуства, особено ми се драги тие кога во друга средина ми ги изведувале делата без никаква консултација со мене и јас ќе слушнам изведбата и таа е токму таква какво што сум ја посакувала. Токму тоа ми беше прашањето што зборува што ти си сакала да кажеш, значи, така? Кога се има професионален однос, од таа партитура може да се, само од тоа што е напишано во партитурата може да се рекреира
она што јас сум го имала како чувство, како намера, како идеја, и дека музиката си комуницира. Така. Тоа е она мета ниво. Јас тоа кога размислав си реков како кога ќе седнеш, затоа што ти си напишала партитура, што знаеш што треба да изрази. Еден од последните примери ми беше во Белград кога се изведуваше пред некоја година една моја композиција со така доста не е мрачна темата, баш напротив е светла, меѓутоа насловот е Ако умрам. Тоа е народна песна, мислам народен текст, стиховите се народни, а музиката е моја и има таму еден цитат од Јохан Себастијан Бах и требаше да се изведува од ансамблот Градилиште и јас викам дајте ми адреса да им пишам на луѓево да ги прашам дали нешто не им е јасно. Се јавувам на главната таа шеф на оркестарот, викам ако имате потреба слободно јавете ми се да се разјасниме. Вика не, композиција вам е веома лепа, нема никакви проблема. По некој време викам дали почнавте ли со проби, дали може да све е уреду. Леле мене Јанза ме јаде. И така, и не можев да отидам на таа изведба, не знам што беше причината, и потоа ми пратија снимка. Јас кога ја слушав снимката ми се плачеше од убавина. Така. Затоа што толку беше тоа убаво отсвирено, точно како што треба. Значи, точно како што сум го замислувала. И викам, како е можно, буквално секоја линија, секое чувство се слуша, така, да. Колку убаво. Затоа што, исто читав Ерик Сати во своите партитури, пишувал инструкции од типот свирете како Славе со забоболка, за да не биде онаа строгост на композиторот, нели? Јас всушност не сакам многу знаци во партитурата, иако тоа не е она на кое што ги учиме студентите, обично им велиме треба да напишеш дали е легато, дали е стакато, како е врзано. Тие знаци ги ставам, меѓутоа не сакам да биде партитурата преоптоварена, затоа што пак ќе кажам, сакам да верувам дека самата музика комуницира, а конечно и оставам слобода во некои композиции. Да има варијација, нели? Да има апсолутно. Например, една композиција што ми беше нарачка од еден холандски пианист, требаше да напишам блуз пиеса. Таа е напишана само со ноти во кои што нема ни темпо, ни артикулација, ни легатури, ништо. Ни динамика, ништо. Оставено на тој да одлучи. Интересно е што секој пат кога се изведува, сите изведби се убави. Во сите изведби таа композиција е мојата композиција, меѓутоа сите се различни и сите се убави. Ја не можам да кажам за ниедна дека оваа не ми се допаѓа. Да, така што сакам и да дадам слобода на изведувачот да си малку да. Исто е сега и со овие клавирскиве пиеси што излегоа. Сега ги споменавме, нас сега скоро излегоа нели 12-те пиеси. Насловени во Тивок модус. Мислам дека ги го имаш тука и не знам дали како не е либрето, бидејќи партитурите. Партитура. Тоа се ноти. Тоа се 12 клавирски пиеси, кои што се запишани на два начина. Може вака да покажам. Значи, се вика во Тивок модус, бидејќи сите се тивки. И некако инсистирав на тоа да нема многу врева, да нема... Сите се многу едноставни во својата фактура. Баш и она што го кажав, сакав без многу компликации да се изразат длабоки нешта. И сега ова издание на Арс Ламина, кај нас воопшто нема традиција на печатење ноти. Освен во Сојуз на композитори кај што се печатат од време на време одредени збирки за хорски, па збирки за композиции за пијано и така натаму, сепак ние немаме она што се вика на западот publisher. Значи, кој што немаме монографии, немаме ништо не само тоа, партитури, ноти да има. Да. Така што ова е на вистина, мислам, еден значаен гест од Арс Ламина да почне да печати ноти на нивна иницијатива, што мене ме зачуди, бидејќи
Јас мислев викам кој ќе има интерес за ова. И после како што почнавме да го разработуваме проектот, видовме дека всушност опфаќа многу слоеви. И сега тука значи има два вида записи, едните се запишани за пијано, тие што знаат ве знаат како изгледа, а во додатокот на изданиево јас истите композиции ги запишав и како джез стандарди, што значи како мелодија со хармонски шифри над нив, така што овие композиции може да ги свири некој комбиниран джез состав или гитарист со пеач или може да има многу намена да има, а тоа што се напишани многу едноставно овозможува да бидат отсвирени од некој што завршил нижо музичко. Така. Не мора да е се уште сака да си свири така, да си отсвири дома нешто за пријатели, да е пријатно и така натаму. Кога бевме деца имаше да се продаваа нотни вакви, нели, изданија, имаше, нели, по книжарниците. Знаете, имаш. Ми падна многу жал, пред некој ден една студентка беше купила од ова издание и рече леле колку сум среќна, колку е убаво кога ќе го ставам на клавирот вака, прв пат свирам отпечатени ноти. А не копи. И мене тоа некако жал ми падна, затоа што помладиве генерации сите свират од фотокопии. Тоа во светот се смета за, тоа е и криминално. Спернавење. Не само и тоа е и криминално. Што значи фактура во музиката? Се расправавме со Јасмина пред некој ден. Фактура значи начинот на кој што нешто е представено. Ама нели на македонски има и друг термин кој што се користи? Не. Има стручно слог, тоа е принципот врз кој што некоја музичка материја е организирана, значи дали ќе биде хармонија, дали ќе биде полифонија, дали ќе биде мелодија, акорд или што е суштинскиот организацијски елемент во таа музика, и има фактура, тоа е како се нештата представени. Тоа што може да бидат представени како акорд, може да бидат представени разложено, може да бидат представени како мелодија со акорди, може да бидат представени како повеќе мелодии заедно, така што тоа е фактура. Затоа што јас кога побарав ми даде фактура на други јазици, а на македонски ми даде друг некој израз. На други јазици се викат можеби текстура. И кај нас нешто така текстура. се вика, а не фактура. Да, барем во Википедија, нели, сега тоа не е меродавно. На англиски се вика текстура. Јана, како ни остануваат уште многу малку минути и толку многу сакам. Керка си на познатата Оливера Николова. Да. И Цане Андреевски, двајца врвни македонски писатели, и неговата, токму неговата песна ја имаш употребено, нели, на зборовите покрај езерото, според стиховите на твојот татко. Претпоставам дека делата кога ги пишуваш, сите се поврзани со тебе и со твојот живот, и како една керка на двајца писатели стана, иако ти и пишуваш и преведуваш, морам и тоа да го кажам. Види многу работи ти набрав. За дете со мојот сензибилитет и со моите склоности, мислам дека беше огромен благослов да се живее да се биде дете на такви родители, да се живее во таква средина, не само поради можностите на уметнички план, туку и поради тоа што они беа, и двајцата беа многу приземни луѓе, си го сакаа семејството, сакаа здрава атмосфера. И мислам дека тоа е она што ме направи, ме научи да работам многу за тоа што го сакам, да знам дека зад секој успех стои многу работа, дека ние си бевме најсамокритични во семејството. Немаше шанси никој да се испозанесе, малку некој ќе почне да се занесе, одма сите ќе го спуштиме на земја. Така што мислам дека се тоа многу корисни услови за здраво формирање на една личност. Па така и јас денеска мислам дека се однесувам нешто. Сосема се сложам. Прибрана сум вака што и да ми се случи. Инаку со музиката почнав, како што реков, брат ми одеше во музичко, мајка ми свиреше пијано, аматерски, и некако јас оваа збирка која ја правев се сетив на тоа нејзино влијание, па си помислив, ако некој од родителите денеска свират некој од овие пиеси, можеби ќе
некој од нивните деца ќе посака да учи пијано, баш поради овие пиеси и така што мислам дека е тоа многу значајно дома да се има музиката дури како само како љубов. Не ми е многу криво што не научив никогаш да свирам пијано, а пробав. Подарок. Благодарам. Ја имаш читано, мислам, Јас, фала многу. Ова е прекрасна книга. Мислам, драго ми е што од тебе ја добивам, меѓутоа сум ја читала и е прекрасна книга и можам само да ја препорачам на читателите. Јас ја обожавам книгата. Значи, трогателна за една изворедна жена, а сепак толку несреќна, толку во исто време и несреќна и среќна. Среќна на свој начин, Несреќна по некои стандарди, други стандарди. Ја напредна не... А јас исто ќе ти подарам една. Бетовен. Ќе ти подарам оваа книга за Бетовен, која што е преведена од мене. Бидејќи јас, како што спомна, работа ми доста преводи. Имам доста. Многу добри книги. Имаш интересни часови, нешто имаше? Јас имам преведено неколку романи, имам неколку, преведувам од англиски и француски. Книгата, романот Часови од Мајкл Канингам ја преведов прва, потоа едни раскази од француски од Марсел Швоб, Бебиситерката од Кувер, имам и други книги, некои за мозокот, како функционира, од една невронаучничка, оваа за Бетовен од англиски ја преведував и така. Полифацетика, полифацетна си ти. Ме одмара преводот. Морам да кажам дека си дека имаш, например... И ова е исто за тебе, нешто што... И ова е за мене? Ова е Парче небо за Ненад. Фала ти. Ке ми го потпишеш после. Ке ти го потпишам. Јана инаку и слика, почна пред колку? 1-2 години. Се вратив на сликањето, нели ми беше жилба. И тоа почнав со акварел, бидејќи акварел никогаш не сум работела. Кога беше пандемијата, тогаш си реков, сега му е мајката и отворив некои курсеви на интернет, така почетнички, и после многу брзо почнав да напредувам. Така што лани имав и една прва самостојна изложба во културно-информативниот центар. И така си медитирам на различни начини, Ама преубаво тоа е толку душа, толку талент што можеш да го прикажеш на повеќе различни, нели, начини. Тоа е преубаво. Убаво е, затоа што ме одмара кога ќе се, не можам да речам се презаситам, меѓутоа некои технички аспекти во музиката знаат да ме изморат некогаш. Има многу техникали во музиката, и тогаш ќе си се свртам кон ова и кон сликањето и некако ме одмара тоа. Така, имам само уште едно прашање, имам уште многу прашања, ќе ти покажам после, но музичкиот национализам, композитори како Дворжак, например, со Ма власт или Мануел де Фаља, успеале да ја прикажат Шпанија, да ја прикаже, без да се спомене Шпанија, например, или Бохемија, без да се каже ништо, нели? Односно да звучи, ова е Шпанија, ова е Бохемија. За мене, например, е тоа концертот, ададжото од концертот за Аранхуес на Хоакин Родриго. Сега, како можеме ние да направиме, и дали има опција, и дали си направила некогаш да се направи дело кој што е Македонија? Јас на времето една композиција пред дипломската што ми беше, користев фолклор, и многумина ми рекоа, ова е тоа, си открила некој модус, многу добар модус, и само продолжи во тој правец. И мене тука кога ми се спомна тоа, само продолжи во тој правец, ја одма тука цртата ја поставив, затоа што сум голем противник на
Не знам како се вика тоа на македонски, на штанцање. Штанцање, така. Тоа нешто се лифирува вака сериски. Апсолутно не сме цело време исто, Значи, тука јас веднаш запрев и после тоа направив голема пауза, затоа што сватив дека многу лесно може човек да влезе во еден маниризам, во шаблон, кој што потоа само ќе биде ќорсокак, едноставно. Ова прашање со она што е фолклорното, не знам дали може да се каже национално, локално еве да речам. Многу е деликатно и мислам дека и тоа е прашање кое што се однесува и на филмот, и на сликарството, на визуелните уметности се. Мојот став е дека ние ќе го најдеме модусот тогаш кога ќе престанеме да се оптоваруваме со тоа. Секој намерен обид да се направи нешто, да се земе фолклорот за да се побудат одредени чувства кај публиката, како и за било која друга музика, ако сакам јас намерно да напишам композиција за да побудам тага кај публиката, јас ќе утнам таа композиција. Тоа ќе биде погрешно, Така што мислам дека ние прво треба да се успокоиме, имаме прекрасна народна уметност. И не треба да се оптоваруваме со тоа дека мора секоја наша композиција за секој композитор да звучи македонски. Не, апсолутно не мислев тоа, ама може, нели, може да се направи. Знаете как, мислам дека нашиот фолклор ќе стане музичкиот особено, ќе стане наш заштитен знак тогаш кога ние во него нема да ја гледаме нашата посебност, туку во него ќе ја гледаме универзалноста. Ти благодарам. Ова беше врво кажано и ќе го ставиме како за крај. Ти благодарам многу за учеството. Ви благодарам јас. Мислам тебе и на сите на целата продукција, да. Велат дека зборовите завршуваат таму каде што почнува музиката. Создавањето нешто ново, нешто што ќе трае по нас години па и векови е бесценето. Вечерва имавме привилегија да дзирнеме во светот на Јана Андреевска, која претвора тишината во емоција. Низ нотите на Јана разбравме дека музиката е единствениот јазик кога не мораме да го преведуваме, туку да го премолчиме за да можеме да го разбереме. До следната трафика ви посакувам само позитивни емоции, убави мисли и мигови полни со пријатна музика.